Повисоки плати за 12% ќе добијат вработените во образованието од март следната година. Министерката за образование Весна Јаневска рече дека веќе биле остварени средби со представниците од СОНК и со Министерството за финансии и дека покачувањето ќе биде направено според колективните договори и растот на бруто домашниот производ. Направени се сериозни разговори во владата и со Министерската за финансии и тие во март следната година ќе добијат според тоа како се движи бруто домашниот производ и според колективниот договор покачување од 10 до 12%, мислам дека тоа ќе биде 12% покачување на платата. Министерството за образование се погрижи годинава да има учебници за сите ученици. Во моментов се печатат стотици илјади учебници, а дел се дистрибуирани, додека останатиот дел ќе почне да се дистрибуира во моментот кога ќе излезат од печат. За 7 оделение ќе се печатат по стара програма. Учебници ќе има за сите оделенија, нагласувам, како и многу години наназад, за жал не по моја вина, затоа што постапката е се уште во одредени процедури, нема да има учебници за странски јазици. Но учебници за странски јазици ќе има до година и нема да има печатен, значи хартиен материјал за јазиците на заедниците. Јаневски информираше и дека нема да има пролетен распуст за учениците во наредната учебна година, затоа што така покажале финалните анкети на родителите, а истото го мислат и повозрастните ученици. Додаде и дека учебната година ќе започне од 2 септември. Инаку Јаневска денеска беше во посета на општина Гази Баба, каде со градоначалникот Бобан Стевковски извршија увид на активностите на изградбата на спортската сала во рамки на основното училиште Наум Охридски.